Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојдовте во уште едно издание на емисијата 15 минути со на програмата на ТВ каналот ВИС. Наш вечерашен гостин во оваа емисија е Димитар Арапов, претседател на стрелачкиот клуб Рефлекс од Струмица. Господин Арапов, добро вечер, добро дојдовте во оваа емисија. Добро вечер, поздрав до вас, поздрав до гледачите кои не следат ова вечер. Така. За мене тоа новитет, Рефлекс. Од кога постои Рефлекс? Па, Рефлекс и не е толку новитет, веќе постои 3 години и веќе сме 2 години членови на Спортско-стрелачката федерација на Македонија. Да? Добро, и кои активности, колку членови се дел од овој клуб? Вака. Рефлекс се бави исклучиво со дисциплината трап. Да. Тоа е стрелање на глинени мети. Дисциплина трап. Така, таа е во Струмица веќе нели многу и најпрочуена дисциплина, ја негуваат многу стрелци во Струмица и некако исклучиво во Струмица најмногу се практикуваше оваа дисциплина, но претходно Стрелачката федерација не ја интересираше оваа дисциплина. И стрелците од овој регион некако беа запоставени, а сите имавме идеја да напредуваме во оваа дисциплина и да одиме некое ниво погоре. Затоа јас прв презодов чекор и во Струмица во оваа дисциплина прв отворив стрелачки клуб, во кој јас сум претседател. Имаме околу 10 членови, да не ги бројам сега сите членови, нели? Дадовме иницијатива дека тука во Струмица има и вакво стрелање. За среќа, во Стрелачката федерација се промени претседателот на Стрелачката федерација. Сега претседател е господинот Јордан Тасевски, кој имаше слух за оваа дисциплина, затоа што оваа дисциплина е олимписка дисциплина и ни даде значење. Затоа сега веќе го прими Рефлекс како клуб во Стрелачката федерација на Македонија и даде иницијатива да се организира државно првенство од стрелање на летички мети по сите правила на ИССФ и уште неколку турнири кои се по правилата на ИССФ. И така да оваа дисциплина Зборувате за правила. Колку тие правила и колку тој спорт во таа дисциплина се разликува од оној кој се негуваше низ за години наназад, еве, во југоисточниот дел на Македонија, вклучително дисциплината која е присутна веќе 3 децении речиси на меѓународниот меморијален турнир во стрелање на глинени мети, дисциплина трап, Ване Арапов, под твојот татко. Така, премногу голема разлика. Да? Да, затоа што, како што реков, никако не се ставаше акцент на оваа дисциплина во Македонија и сето тоа што се организираше како турнири тука во југоисточниот регион, затоа што и во другите региони во Македонија не се практикуваше оваа дисциплина. Тоа беше само иницијативно. Некако самите ловни друштва по повод, еве, по смртта на мојот татко, организираше турнир во стрелање. Сега затоа што се летечки метеглинени голуби, како што ги... На времето така, глинени голуби. И некаде е видено дека тоа се вика трап. И затоа ние тука ја крстивме дисциплина трап, инаку разликата е огромна. Да, зошто? Во што е разликата? Разликата е во тоа што пред се ние во Македонија имаме само едно стандардно стрелиште за оваа дисциплина. Така. Тоа стрелиште е во Богданци. Во Богданци никој не стрела на тоа. Сите стрелаат во Струмица.
Ние го немаме ова стрелиште, имаме импровизирани стрелишта. Како што е вашето овде на Така. Ловното друштво Беласица. Така и уште неколку во Стромишкиот регион. Стрелачки места на едно стрелиште треба да има 5. Ние тоа не го запазваме. Кај вас одеме има кај 2, ако не се лажам. Така е, така е. Си има правила, да кажеме дека во оваа дисциплина олимписки трап се стрела на 125 метри, односно 5 серии по 25, додека нашите надпревари една серија најчесто 15. Така. Тоа е да се заштеди на муниција. Не така? да се знае, толку се и можностите, Така. толку е капацитетот, а и тоа е практично едно одбележување на денот. Така. И никако професионално не сме се бавеле со ова. Но, еве, има измени во Федерацијата, како што реков сега новиот председател, дава доста акцент, обраќа многу внимание на оваа дисциплина и очекуваме и со наша помош како стрелци, и како Федерација, многу брзо да го развиеме ова. Така. И во краток временски период да ги следиме нашите соседи, Бугарија, Србија, кои се многу пред нас. Така. Да, но на тој турнир Ваня Арапов учествува и стрелци од Бугарија, на времето и од Грција доаѓа Србија од Војводина, од Така е тоа. Великобанатско село, така. Значи, сепак за нив не беше тоа страно. Не беше странно, но луѓето доаѓаа само да одадат нели почит спрема Ловното друштво Беласица. И кон Ваня Арапов, така. И кон Ваня Арапов и спрема Ловното друштво, затоа што се сбратимени друштва, пријатели со други. И затоа имавме гости од соседните земји. Инаку тие веќе поодамне го практикуваат она за кое зборуваме, нели, таа вистинска дисциплина трап, така? Таму е многу поразвиено. Сме учествували и ние како клуб на некои турнири од соседна Република Бугарија и гледаме дека години. Така. Многу ми се допаѓа името на стрелачкиот клуб. Рефлекс, мислам, најважната работа, треба да се има прецизно око, но треба да се има рефлекс, дури. Ова стрелање е рефлексно стрелање. Така е. Си сака многу ангажман, многу средства, многу труд, многу вежбање. Не е навидум изгледа едноставно, но за врвни резултати да се постигнат, Супер. премногу енергија, премногу труд. Така, одлично. Во овие 3 години, како што веќе спомна, какви надпреварувања досега сте имале во Рефлекс, на кои надпревари сте биле, со какви успеси се враќаат од тие надпреварувања? Па, обично со сите први места. Да? Браво. Да, во Рефлекс членуваат одлични стрелци, како Иван Атанасовски, Мане Стојчев, претходно беше и Ѓорги Илиев, Мурат. И јас стрелам во нашиот клуб. Најчесто учествуваме сега веќе дефинитивно на турнирите кои се во организација на Стрелачката федерација, за да тоа биде професионално веќе. Не дека другите турнири ги понижуваме или ги запоставуваме и не можеме. Ние ќе бидеме присутни дали како гости или било како, затоа што знаеме од кај сме почнали и самите ние. Така. Затоа секој е почет кон сите тие турнири. На крајот на краиштата ти си дете на Ловното друштво Беласица, кој е организатор на меморијалниот турнир Ваня Арапов. И тие работи мора да се почитуваат. А турнирот Ваня Арапов веќе 2 години како е во календарот на Стрелачката федерација. Да, доаѓаат и луѓето од федерацијата веќе го посетуваат, така? Дефинитивно ово е непрофесионален турнир, но отворен. Федерацијата го организира како отворен турнир за сите стрелци кои, иако не се членови во федерацијата, можат да стрелат. Отворен турнир за секој. Супер. И најчесто први места носи Мите Арапов, така? Па, не, има, нели, први места по лани бев, или лани бев шампион во Македонија, во ова ловно стрелство, што беше на овие турнири. Другите, имаме
некаде на исто ниво околу 6-7 стрелци. Така. И зависи секогаш нели и денот каков ти е. Така. Тука сме, значи неколку стрелци сме на една висока позиција кој секогаш се менува. Така, добро. Што е потребно за да се биде добар спортист, добар стрелец во оваа дисциплина трап? Треба да се има специјална пушка за таа работа, се разликуваат ли пушките, да кажеме, од оној турнир кој се организира овде? Во ова дисциплина многу интересно е тоа што еве, јас на пример не ги крием. Не е тоа ловечка пушка, не? Може да се лови да, нели, ама не е ловна пушка. Ова е да споредиме како цивилна кола и Формула 1. Кола, да, нели, болид на Формула 1, тоа е разликата, да кажем. Разликата е, значи, како да возиш фичо на трка на Формула 1, така? Не, ако одиш, нели, со ловна пушка на надпревар, тогаш е како фичо во Формула 1 да се стави. Така, добро. Што е потребно? Реков, нели, овој спорт дозволува и на овие години, не ги крием, јас сум 45 години, ми дозволува професионално да се занимавам со спорт. Тоа не значи дека во овие години не треба да си спремен физички. Напротив, иако изгледа дисциплината стрелање. И физичка подготовка, но и психичка подготовка е потребна. Најмногу. Физичката најмногу е потребна за да можеш да ги додржиш сите, но и никако да не ти падне концентрација. Апсолутно, така. Потребни се многу средства. Тоа сакав да прашам, колку е скап овој спорт? Страшно. Јас во овој природниот, нормалниот речник меѓу луѓето, мислам дека поевтино е да се дрогираш, отколку. Немој такви работи, добро. Да, во цивилниот речник ова го користам. Добро. Екстремно скапо. Екстремно скапо за наши услови. Оружјето, скапо. Оружјето е еднократно, нели? Го купуваш еднаш и нели ако сакаш после да го замениш тоа. Но муницијата и метите за нашиот стандард се екстремно скапи. А потребни се за тренинг, не е само за надпреварување, нели? Не знам дали да зборувам со цифри, ако земеме дека една мета е 10 денари, се стрела со 2 патрони. Еден патрон е 18 денари. И ако ја направиме калкулацијата, 18 и 18, 36 и 10, 46 денари. Значи 50 денари е до пукање. На еден тренинг стреламе на 100 мети. Еден тренинг 5000 денари. Многу. Сега, за нас стандард е ова многу. Премногу, така. Да, но секоја чест на државата, секоја чест на федерацијата, кој нели ги помага спортските клубови. Така. Со преку ваучери и други начини, така да ни дава простор да обстанеме. Инаку тоа не би го негувале. Стасавме до најголемиот повод за овој наш разговор, а тоа е едно твое учество, што допрва треба да се случи на светско првенство во стрелање во дисциплина трап, иако таму претпоставувам во повеќе дисциплини ќе се стрела. Така. Каде ќе биде тоа? Од каде тоа сега, Димитар, член на македонската репрезентација? Па вака. Значи, исто како на секој фудбалски мондијал и во стрелањето на 4 години се одржува светско првенство. Ова година се одржува светско првенство во Хрватска. Ќе биде во градот Осијек и започна некаде од 28 септември и трае до 16 октомври, мислам. Но, како што рековте, во повеќе дисциплини. Кои се тие дисциплини? Сите се шатган. Значи не се рајфл, не е воздушна пушка, не е пиштол, сите се со шатган пушка и започнува, затоа има дисциплина скит, има дабл трап, миксед тимс, олимпик трап, американ трап, има повеќе дисциплини. Ние се натпреваруваме во дисциплината олимпик трап, која е олимписка дисциплина од 1904, мислам. Да. И таа започнува, мислам дека најпрво започнуваат со скит дисциплината, не знам како е редоследот, но нашата дисциплина мислам дека започнува околу 8-9 октомври во Осијек.
Ти си член на репрезентацијата која ќе оди во Осијек, така? одиме- Колку мина ќе бидете во таа репрезентација и дали само екипно ќе се надпреварувате или има и поединечна конкуренција? Вака не. Изберени се 3 репрезентативци од Македонија, кои ќе ја представуваат Македонија на ова светско првенство во Осијек. Меѓу нив еден сум јас, вторе Иван Атанасовски од Радовиш, кој е член исто во клубот Рефлекс. Значи, двајца членови на од Рефлекс, да, одат на светско првенство. И Јордан Христовски, кој е премногу искусен стрелец, кој има учествува на, мислам, оти на 2 светски првенства, неколку европски првенства, отличен стрелец. Браво. Не одиме како, мислам дека нема да се надпреваруваме екипно. Поединечно. Да, индивидуално ќе биде секој резултат. Така. Се надеваме, знаеме со целиот тренинг што го вршиме дека барем нема да дојдеме со наведнати глави. Таму на ова светско првенство ќе бидат луѓе кои животот го посветиле на ова, кои работат со многу средства, со многу труд, со различен стандардни приод, различни тренинзи. со сите. Така, во сите сегменти различни. Но нели, ние од Македонија знаеме и Белија да направиме. Да. Да, видовме нели И во фудбал, и во да, кошарка. во Италија што и се така, случи и во на одбика, италијанците, да не ни тргне шутот само. Уствари, дај Боже да ни тргне шутот. Дај Боже, нека биде така, добро. Убаво, голема почита тоа за тебе, да се биде член од тројца членови, токму еден струмиченец и дури двајца од едно струмичко стрелачко друштво или стрелачки клуб, како што е Рефлекс. Како се подготвувате за тоа светско првенство? Тренажниот процес го зачестивте, што правите и колку она што вие овде го тренирате соодветствува со условите кои ќе ги имате таму во Осијек, во Хрватска. Да. Нели, за мене е пред се достигнување како спортист на овие години. голем предизвик, нели? Да учествувам на едно светско првенство. И затоа подготвителниот процес го поминувам. Почнавме и со физичка припрема и секојдневно одење на стрелиште. Така. Иако засега се уште е на нашето стрелиште кое го имаме во Струмица. Иако е импровизирано, многу значи затоа што секојдневно јас се дружам со пушката. Секојдневно имам замавнувања со оружјето. Тоа е значи. Но дополнително не очекува сега. Почнуваат подготовките на стандардното стрелиште во Богданци, на стрелиштето на Магнум. Имаме период од 1 месец. Тука е федерацијата, тука е председателот Јордан Тасевски, кој ни овозможува да се подготвиме добро. Сигурно нема да биде како во богатите земји кои луѓето имат, но едно пристојно подготвување и да представиме. Дај Боже да го обелите образот, што побаво да ја презентирате македонското стрелање во светски ранки, бидејќи таму ќе има сериозни репрезентации кои тоа... Да, сериозни имења се појавуваат таму. Апсолутно, професионално си ја имаат работата во своји раце и имате голема конкуренција. Јас се надевам дека на времето, веливме, кога во некој редок спорт ќе пративме на некоја меѓународно надпреварување, например во пливање или во ватерполо, дај Боже да не се удават. Вие кога ќе одите во Осијек, немој некого да убиете, се шегувам. Шегата настрана, јас се надам дека ќе се вратите со добри резултати и се надам дека повторно ќе поразговараме за тие резултати и како поминавте во Осијек. Кои се вашите очекувања? Вака. Кога веќе тргнавме во некој овој автомобилски жаргон, таму ќе бидат присутни тие големи имиња. Значи ќе бидат присутни сите Мерцедеси, сите Ролс-Ройси. А ви одите и ние одеме како некоја Шкода Фелиција. Така, во ред, но
но нема ние што да изгубиме. Така. Они може да изгубят, затоа што од нас не се очекува да победиме. Апсолутно. Но дај Боже, не се знае. Така. Ние се подготвуваме и не се знае. Очекуваме во најмала рака достојно ќе представиме Македонија, ќе се вратиме со крената глава, задоволни. Така. Ако имаме нешто плюс добиено, посебно остварено, ќе биде фантастично. Апсолутно се надевам дека ќе биде така и тука ќе ја затвориме оваа тема. Ви посакувам многу успех на светското првенство во Осијек, Хрватска, и за самиот крај на овој наш разговор, Мите го знаеме и како секретар на ловното друштво Беласица од Струмица. Што има ново во ловното друштво, што се случува? Па, добро, се одвива нормално, се стабилизира работата и како некога Даскаловски е со нас, околу финанси, околу се знаеме, нели, како беше за време короната, многу активности се изгубија во тоа време, но реков Даскаловски е тука и не остава да вака. Обично ловната сезона започнува на 1 октомври, отварање сезоната за лов на дива свиња, но заради некоја превентивна мерка и намалување на бројот на дивата свиња, знаеме дека има некоја болест излезена и во Македонија во некои ловишта, како ова африканската чума. Ова година ловот се пушта порано еден месец, 1 септември, со некакви посебни мерки. Да, но не е само ловството, тука е подхранувањето на дивечот, имате и други активности, нели? Да, си има правила кои ги добиваме, сите инструкции од Министерството за земјоделие, водостопанство и шумарство, добиваме инструкции како да работиме и се движиме по нивните инструкции. Добро. Јас специјална емисија ќе направам со господин Даскаловски на таа тема. Одлично. Ќе те оставиме тебе да се концентрираш на светското првенство во Осијек. Ти посакувам многу успех и ти благодарам што беше гостин во оваа емисија. Благодарам. Се надевам на враќањето ќе се видиме пак повторно ќе некој поразговараме. пехар да ставиме. Па да. Зошто не? да ни го Одлично краси ќе студиото. изгледа, да. И во најмала рака ќе споделиме искуство какво е. Така е. Благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, беше тоа емисијата 15 минути со на програмата на ТВ канал Одвис. До следното издание на оваа емисија. Довидување. Довидување.